Недела на женско срце, кампања за подигање на свеста за срцевите заболувања кај жените и обично се одбележува во февруари. Влеговме во неделата на женското срце, па затоа ќе отвориме и следнава прва тема со соговорник во студиото. Ќе прашаме какви се статистиките со оглед на тоа што во последниве години се бележи сериозен пораст на стапката на смртност како последица на срцеви заболувања на жените, а често пати овие состојби кај женската популација остануваат непрепознаени или се дијагностицираат предоцна. Исто така прашуваме кои се специфичните симптоми кои жените не смеат да ги игнорираат и зошто ризик факторите кај нив се манифестираат поинаку отколку кај мажите. Превентивните прегледи не се само препорака, тие се клуч за здраво женско срце, а утрово на оваа тема и на овие прашања разговараме со нашата прва гостинка, доктор Ивана Јовановска-Христова, специјалист по кардиологија. Добре дојдовте во Македонија наутро. Ви благодарам на поканата и издвоеното време за заедно да ги едуцираме вашите ценети гледачи на оваа тема. За жал, податоците велат дека срцевите заболувања се водечка причина за смрт кај жените во светот. Доктор Ивана, зошто бројките покажуваат раст на смртоноста од срцеви заболувања и дали најчесто станува збор за доцнета дијагностика, нередовни прегледи, превентивни и слични? Пред се ги споменавте бројките. Јас би сакала да јасно ги кажем кои се тие бројки, со тоа што пред се да демаскираме една мисконцепција дека кардиоваскуларните заболувања се машка болест. Тоа не е точно. Тоа ќе го оставиме во минатиот век. Сега живееме во сосема поинакво време со други сознанија. Бројките укажуваат дека жените умираат 20% повеќе при акутен кардиоваскуларен настан. Што подразбира тоа? Акутен миокарден инфаркт или срцев удар, мозочен удар или компликација од периферна васкуларна болест која ги засега артериите на нозете, рацете, вратот. Така да 20% е навистина многу, а компликациите со кои се соочуваме се, да речеме, двојно повеќе од оваа бројка. 50% од лицата кои ги гледам во амбуланскиот сетинг, кои се презентираат со срцева слабост се жени. Така да таа бројка е навистина голема, 50%. Така да мора се во ова јасно да им го пренесеме на гледачите и на популацијата, особено женската, да поведеме малку повеќе грижа и нега за сопственото кардиоваскуларно здравје, бидејќи крвните садови, најситните капилари допираат и до најмалото ткиво и орган во човековото тело. Какви примери можете да ни споделите од вашето долгогодишно работно искуство? Човекот најмногу учи преку примерите, најчесто сопствените, за жал, но и секој пат е убаво со тоа што јас ке една сцена од една случка од амбуланта, со тоа што се презентираше еден господин кој што има докажан диабетес мелитус, при тоа кај нив се годишни овие кардиолошки прегледи, со тоа што евалуацијата е на годишно ниво. Тоа не значи дека ако јас речам дека во 2025 година вашиот ризик бил среден, дека во 26-та не може да биде висок. Тоа е динамична вредност која што зависи од возраста и од коморбидитетите. Секој човек има право и може да има и една и повеќе хронични болести. Така да овој господин јас го исследував, направивме калкулација на ризик и на крај споменавме за пушењето цигари, нели, модификација на животен стил и навики. Јас можам да ви дадам колку сакате лекови, нели, колку самите препораки тоа го наведуваат, но доколку немаме модификација на животен стил и навики, бројот на лекови само ќе расте, а нема да ја постигнеме целта. Откако споменавме за цигарите, имаме една сега мала бариера и тука господјата која во придружба ја секогаш ги повикувам заедно, бидејќи двајцата подобро памтат, ќе кажеме многу работи, а имаме и многу прашања, и вели, па јас пушам 30 години, па еве видете ме. Ги чувам внучињата, се уште сум активна. И тука јас одлучив да докажам една поента, ова што го говориме денес. Велам, господјо, не сте закажани, но би сакала да ги погледнам вашите каротиди. Дали се согласувате? Што е тоа што ме мотивираше? Таа имаше ексантелазма окули,
ова е медицински термин, но тоа се оние бели перничења, точкасти околу очите. Мора да сте ги забележале. Тоа не може да го пропуштите. Има често ова е. Така да знам дека има вишок на депозиција на масти во организмот и тоа се манифестира околу очните капаци. Ги гледам каротидите, господјата ќе повтораме во придружба. Нотираме дека има високо степен на стеноза или стеснување на каротидната артерија. Тоа може да резултира со акутен кардиоваскуларен настан, како што е мозочниот удар. Значи, демаскирав, ми се извинувам, нешто многу важно, а таа беше само во придружба. Нормално, таа сега нема да се презентира во превентивни цели, веќе ќе мора да третираме. Така. Дали е точно дека женското срце страда потивко? Кои се оние суптилни симптоми кај жените кои често се заменуваат со умор или стрес, а всушност се аларм за срцеви проблеми? Видете, секогаш знаете да не идете и на преполна амбуланта, кога, особено и во примарното здравство, секундарно, и да се препишат некои симптоми или тегоби на нервна база. Такво нешто во современата медицина, додека не го докажеме и исклучиме истото, не може да го тврдиме. Со тоа што женското срце и самите жени имаат зголемена толеранција за болка, и самата тегоба или клиничка манифестација најчесто изгледа како може да се јави како болка во желудникот, сечење во горната страна на абдоменот. Не мора да е онаа типична болка која се презентира во филмовите и сериите со држење на градниот кош и потоа раката. Значи, тие се многу посуптилни. Јас имав сега последно една пациентка која се поплакуваше на една кашлица, а потоа, кога влеговме во малку потемелни инвестигации, нотиравме дека кашлицата е резултат на слабо срце. Така да една обична кашлица ме мачи. Легнувам навечер наравно, не можам да спијам. Постојано кашлам. Зошто? И тука ја откривме причината. Еден од крвните садови беше запушен и таја се презентираше со срцева слабост. Исто така, гадење, повраќање, малаксаност, една нестабилност, генерализирана слабост. Значи, сиве овие тегоби, ве молам, болката е најголем пријател на човекот. Точно, сите ја мразиме, никој не сака со болка не се живее, квалитетот на живот не е добар. Но никогаш не ја сваќајте и не ја земајте безазлено. Организмот ви алармира. Појдете на доктор. Нормално, можете и кај матичниот доктор да појдете, барем едно базично ЕКГ да направиме. Доктор Ивана, кои се разликите кои што можеби постојат помеѓу мажите и жените кога станува збор за кардиоваскуларното здравје, а особено и во симптомите кои што и пред малку ги искоментиравте, меѓутоа и во таа навика за редовни прегледи или игнорирањето на болката? Истакнавте исто така дека жените можеби се поотпорни на болка, знаат да игнорираат, па дали и тоа е една од причините за тоа што често не се превентивни тие прегледи, туку веќе со диагностика? Па, забележувате, нели, само толку дека мажите се секогаш и покорпулентни, имаат поголема мускулна маса, а со тоа имаат и поголем калибар на крвни садови. Со тоа што кај еден маж, еден крвен сад има, нели, двојно поголем лумен, како го замислиме крвниот сад како цевка, кај жената се тие пограцилни. Така да една плака, односно наслага, јас ја споредувам со бигор. Тоа е атеросклерозата. Замислете го бигорот кој што го забележувате на оние бойлери, машини за перење. Тие наслаги, овие лица ги имаат на крвните садови. Чисто сликовито, не научно. Со тоа што тој мал калибар, таа плака може да има повеќе значење и да е посигнификантна кај оваа жена со грацилни крвни садови и да резултира со катастрофален исход, бидејќи и самата мускулна маса и дебелина над зидот на срцевиот мускул е помала, што значи ќе загубиме и многу повеќе. Тоа е чиста физика.
Едно подпрашање сакам да поставам во однос на тоа што досега го зборувавме, сега се однесува и за жените, но се однесува и за мажите. Обично многу луѓе кои што се и физички активни избегнуваат кардиолошки превентивни прегледи, барем ја што се консултирам со нив, бидејќи велат, ако ми кажат нешто поврзано со срцето, треба да престанам да го правам. Тоа треба да престанам да вежбам. Дали диагнозата после превентивен преглед значи крај на физичките активности ако некако ги практикувала личност. Не мора да е само женско. Еве, зборуваме генерално. Што тука велат докторите и дали тука е се завршено со тој начин на живот или Тоа е само отпочнување на нова план и програма. Вие ништо, точно значи знаете нема што е план и подлекување, програма. така е. Апсолутно. Ние Нова го е најчест митка, охрабруваме затоа тоа. сакав да одговориме на прашање. Секогаш се охрабрува физичката активност. Оние лица кои се физички активни, дури и прекумерно, секогаш имаат подобар исход после кардиоваскуларен настан наспроти неактивната популација и секако имаат помалку коморбидитети. Дали се тоа кардиоваскуларни или некардиоваскуларни, значи имаме подобра регулација на шекерот, подобра регулација на крвниот притисок и по-здрави крвни садови. Така. Кога е идеалната возраст за една жена да го направи својот прв кардиолошки рутински преглед и дали тоа низ годиниве се менува, дали е поместена возрастната граница? Возрастната граница е веќе одавна поместена. За жал, со тоа што најмладата пациентка во овој изминат период со срцев удар имаше 38 години. Оваа госпоѓа и јас се надевавме дека не сум во право, дека можеби болката се должи на нешто друго. Но после направените електрокардиограм и ултразвук на срце го докажавме ова. Возрастната граница е како поместена, сите калкулатори велат дека од 40-тата и тие се активни од 40-тата, освен британскиот калкулатор кој што е од 25-тата година, така да конкретно за нашата држава ние го користиме европскиот калкулатор, бидејќи спаѓаме во таа група, но сепак сме земја со многу висок ризик. Значи, тие се градирани, низок, среден, висок и многу висок. Ние сме во темно-црвената зона, заедно со уште неколку останати земји, така да калкулаторите се активни, постојат од 40-тата, но доколку имате генетска предиспозиција, член во семејството кој прерано починал или ненадејно починал, имал ненадејна срцева смрт, ќе ве замолам да дојдете порано, за да почнеме, односно планираме кои ќе ни бидат следните чекори. Дали законот за пушење може да не извади од таа зона, што ќе почне да се применува од 1 март, не можеме да ја заобиколиме оваа тема, бидејќи една од ризик факторите, го споменавте и вие, пушењето, па лично како доктор, кои се вашите очекувања со оглед на тоа дека сме една од најпушачките нации во Европа, а со тоа вие, кардиолозите, имате полни раце работа? Тоа е вистина. Јас сум пред се антипушач, но сепак сметам дека ќе има бенефит. Јас на сите мои пациенти им советувам да не пушат или престанок на пушењето, да употребуваат афирмации. Афирмациите значат како оние 60 секунди во на огромна потреба да запалиме цигара, ќе го надвладееме, нели, разумот ќе надвладее и тоа ќе го полека избегнеме и да применуваме здрави животни навики. Сепак мислам дека тие се само една капка во морето, но сепак верувам дека ќе има бенефит. Така. Доктор Ивана, кои се вашите 3 клучни совети која жена може да почне да ги практикува со цел да го заштити своето срце? Пред се да мислат на себе си, барем да си одвојат еден дел од своето скапоцено време, кое навистина го разбирам, бидејќи јас сум и мајка, и сопруга, и сестра и така натака. Така да одвојте си време за себе. Оној неколку часа кои одите во козметички салон, да, одете повторно, апсолутно, но одвојте го и за вашето здравје. Второ,
немојте болката да ја сваќате безазлено, немојте тегобите да ги оставате или препишувате на нервна база. Да, убаво е кога ќе си се охрабриме самите дека ова ќе помине, ќе трае кратко и ќе бидеме добри. И по 3, бројките, смртноста е голема, 20%, значи 50-50 сме, после 60-та сме речиси израмнети, така да... Влијае врз тоа и менопаузата? Менопаузата влијае, но денес менопаузата е на вистина еден релативен термин, бидејќи постојат форми на преранета менопауза. И естрогенот, за жал, покрај овие фактори, ризик фактори, што се мноштво, не во толку голема мера не штити денес како порано. Така. Одамна вака не ми било пријатно кога разговараме со доктор, бидејќи ние од другата страна, обично, нели, кога зборуваме за медицина, за здравство и слично, и некои теми не се пријатни да ги слушаш додека зборуваш. Ви благодарам за гостувањето во Македонија на утро. Се надевам ќе се видиме повторно и посакувам убав работен ден. Сигурно веќе пациентите ве очекуваат. Кога почнува работниот ден денеска? Работниот ден почнува во 7:45. Но да се заблагодариме што ве отстапија да ни дојдете тука, така? Ви благодарам многу на пријатната атмосфера и на убавиот разговор. Се надевам ќе имаме прилика и повторно на заедничка средба. Благодариме за гостувањето. А во овие неколку наредни минути, со тоа што прво го вклучуваме повторно колегата Михајло Донев, ќе отвориме тема